Пред повеќе од 1000 години, на овие свети македонски простори, се роди светлина, што го осветли целиот словенски свет. Свети Кирил и Методи, рамноапостолни браќа, испратени од Бога да им го дадат писмото на словените и да ја донесат Христовата вистина на јазик што народот го разбира. Тие ја создадоа глаголицата и ја поставија темелната мисла. Секој народ има право да му се моли на Бога на свој јазик. По нивното упокојување, делото не згасна. Дали ги сакате нашите видеа? Следете на нас на Facebook под името Православна Македонија и претплатете се на нашиот YouTube канал. Свети Климент и Свети Наум, нивни верни ученици, ја продолжија мисијата на овие простори во Македонија. Во Охрид се роди Охридската книжевна школа, првиот словенски универзитет. Тука се преведуваше Светото писмо, се создаваа богослужбени книги, се воспитуваа свештеници и се ширеше православната вера. Свети Климент Охридски го воспитуваше народот, пишуваше, поучуваше и го втемели духовниот идентитет на словенскиот свет. Свети Наум, чудотворец и молитвеник, го изгради манастирот на брегот на Охридското езеро, манастирот Свети Наум, место каде и денес се чувствува мир, се слуша срцето и се допира вечноста. Ова не е само историја, ова е вера, ова е идентитет, ова е православна Македонија. Да ги помниме светите, да ја чуваме верата и да живееме по Христос. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја, зашто е